Поведете. И благодарам, почитувам председателе, почитувани колешки, колеги, пратеници, почитувана јавност. Не е точно дека овој предлог закон е неуставен. Не е точно дека овој предлог закон предвидува двојазичност на цела територија на Република Македонија. Не е точно дека било кој ќе биде натеран да учи јазик што не сака да го учи, и не е точно дека било кој ќе биде казнуван ако не знае некој јазик што не сака да го учи. Целата кампања, целиот наратив, целата тема, цело време е наметнувана од страна на колегите од ВМРО ДПМНЕ, за да си поигруваат со најсензитивните национални чувства на сите етнички заедници во Република Македонија во очи на изборите. И не е точно дека ние не сакаме дебата. Како е можно ние да не сакаме дебата, кога од првите 10 пријавени дискутанти, 6 се од коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, 2 се од ДУИ и 2 се од ВМРО ДПМНЕ. Како е можно да не сакаме дебата, кога ние сме волни за дебата? Ние сакаме дебата за овој јазик, за овој закон, затоа што се работи за едно од есенцијалните, за едно од основните права, човекови права, дефинирани со меѓународни конвенции и со националното законодавство, легислатива и така натаму. Основата на овој закон е амандманот 5 во Уставот на Република Македонија. Сега јас ќе се обидам малку фигуративно или метафорично да доловам како дојде до се ова. Значи, како се пренебрегнуваат некои факти кои влечат корен во минатото. Еве да замислиме дека можеме да влеземе во еден времеплов и да се враќаме назад низ времето. Се враќаме во 2001 година, пред конфликтот. Дали имаше некаков договор? Немаше. Се случи конфликт. Како резултат на конфликтот, дали имало конфликт, немало конфликт, имало војна, немало војна, војните секога завршуваат на зелената маса. Седнаа луѓе, се договорија сите релевантни политички партии и резултат беше Охридскиот рамковен договор. Сега одиме малку понапред. Во 2001 година се донесе амандман на Уставот. Се донесоа повеќе амандмани, меѓутоа конкретно зборуваме за амандман 5 од Уставот на Република Македонија. Со тој амандман 5 се замена членот 7 во Уставот на Република Македонија. Всушност, вториот став од амандманот 5 означува тоа. Со овој амандман се заменува членот 7 во Уставот на Република Македонија. Сега, одиме неколку години понапред. Значи, внимавајте, од 2002 до 2006 година е влада на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата. Во 2006 година доаѓа на власт коалицијата на ВМРО ДПМНЕ. И сега доаѓаме 2008 година. Дали до 2008 година имало било каков закон за јазици, освен законот за македонскиот јазик, донесен 1995 година? Немало. Во 2008 година е донесен од ова собрание на Република Македонија закон за употреба на јазиците. Како резултат на се она што се случувало претходно. Како резултат на потребата на етничките заедници во Република Македонија, кои се признаени со Устав и кои се составен дел од ова наше демократско општество, кое така сакаме да го прикажуваме и веруваме дека може да биде така. И дека е така. Да се оствари нивните права во однос на употребата на јазиците. Мајчиниот јазик е основно право на секого. Секаде. И затоа дошло до донесување на закон за употреба на јазици во 2008 година. Донесен во тогашната коалиција помеѓу ВМРО ДПМНЕ и ДУИ. Дали тогаш имало широка дебата? Дали тогаш имало мислење од Институтот за македонски јазик? Дали тогаш имало мислење од МАНУ? Дали тогаш имало јавни расправи и така натаму? Па последниве денови само за тоа се расправа. И ние сакаме дебата.
И ние ќе иницираме дебата. Еве ќе видите, ние ќе иницираме јавна расправа. Зошто се создава впечаток во јавноста дека околу ова прашање можеме повторно да се делиме? Зошто е таа потреба? Зошто е потреба некого да го обвинувате дека е превавник или дека некој е патриот за некое прашање кое е од техничка природа, кое е започнало во време на влада на ВМРО ДПМН 2008 година? Со времепловот, ајде да одиме уште една неколку години подоцна, 2011 година. Истата влада, со истиот коалиционен партнер, измени и дополнување на истиот закон за унапредување на употребата на јазиците. И што е сега толку страшно и за стигматизација ако се дебатира за закон кој ја уредува истата тематика? Ја доуредува, односно ги исправа сите недостатоци кои се резултат на нереализираната обврска или обврски во текот на годините од Охридскиот рамковен договор, односно од уставните амандмани. Навистина нема ништо страшно. И видите сега да е трагедијата поголема. Ако се запрашаме сите заедно, зошто е донесен Законот за јазиците во 2008 година, одговорот е заради коалицијата помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. И ние слушнавме, внимавајте, во бомбите на Заев слушнавме како се носел законот. Тогаш било шверцерски. Тогаш било мислење од владата округло па на ќоше ќе дадеме. Тогаш било ќе дадеме мислење кое не кажува ништо. Ама дајте ги пратениците во огон, тие ќе ја завршат работата. На истиот начин се однесувале кон пратениците и за хашките случаи. На истиот начин и за толку други прашања. Оде да се тресат луѓето да им е страв да дојдат да гласаат или да дискутираат за нешто што е толку човечки, што е толку природно. И заради тоа, јас сега повикувам за овој предлог закон да дебатираме, да отвориме јавна расправа, да ги чуеме сите, затоа што новата реформска влада вети и реши дека така ќе делува. И на овој начин, јас само го афирмирам тој став повторно. Немојте да обвинувате никого, затоа што не ги знаете ниту нашите чувства, ниту нашите гледишта, ниту нашите ставови по било кое прашање, вклучително и оваа точка на дневен ред. Значи, сето она што ќе го искажеме, сето она за кое што ќе се залагаме, сето тоа ќе биде достапно на јавност. Ова е прво читање. Следи второ читање, следат амандмани, следа расправа, ќе има јавна расправа. Значи, европското знаменце си го поставила владата, меѓутоа нити е во скратена постапка, нити е шверцерски, нити е со шуклук, нити е скриено. Не! Се е предмет на јавна дебата. И ќе видите колку ќе учествуваме во таа дебата. Добро, што мислите, мене се ми се допаѓа во овој закон? Не ми се допаѓа. Како и во секој закон што гледам фалинки. И затоа излегуваме и ги кажуваме нашите ставови. Дискутираме на комисии, дискутираме на пленарни седници. Па ова внимавајте, и 2008 година, веднаш по изборите, заради коалицијски договор, било договорено носење на закон за јазици. 2011 година, веднаш по изборите, заради коалицијски договор, било договорено унапредување повторно со измени и дополнување на истиот закон. И 2016 година, ова беше прифатено од страна на преговарачите кога се обидуваа да го направат мнозинството ВМРО, ДПМН и ДУИ. Меѓутоа, друго беше пречка. И сега, навистина е жалосно, колеги пратеници да стигматизираат, да обвинуваат, да навредуваат колеги пратеници за нешто што можеме да го дискутираме и дебатираме отворено. И заради тоа е нашиот повик. Нам ни е јасно, седнале политичари и се обиделе да направат закон. И кога седнат политичари и направат предлог текст закон, не може да биде идеален. Далеко е од идеален. Далеко е од она што треба ние да го усвоиме како конечен текст и верзија. Меѓутоа, не затоа што е противуставен. Не затоа што воведува двојазичност на цела територија. Не затоа што во Виница, Делчево, Крива Паланка ќе се служеле со албански јазик. Не е така. Не е така. Значи, воопшто тоа овој закон го нема во својата срж. Воопшто духот на овој закон не е тоа.
И доколку им биле идеите во тој момент едни, ние ќе ги исправиме. Затоа е собранието, затоа е законодавниот дом. Затоа сме ние пратениците да им укажеме на тие во извршната власт. Ова не може вака. Ова ќе оди вака. За ова ни треба стручно мислење. За ова ни треба професори, доктори, политиколози, лингвисти и така натаму и така натаму. Значи имаме каде да побараме помош, имаме како да го измениме текстот и имаме за што да дебатираме. За да не одам подалеку, со времепловот, само ќе подсетам дека Крушевскиот манифест во 1903 година, кој бил напишан од Никола Киров Мајски на 6 август, бил преведен на турски и даден по селата за да го разбере локалното муслиманско население. Им се обраќал манифестот и на турците, и на арнаутите, односно албанците, и на торбешите. Јазикот е средство за разбирање. Кај нас е само средство за политиканство и терање дневно-политички агенди. Јас на аеродром Цирих нон-стоп слушав како се објавува на албански јазик, на српски јазик, на македонски јазик. Никој збор не рече. Јазикот е за да те разберат. Јазикот се употребува онаму за да разберат луѓето, ем меѓу себе, ем што треба да прават, што значи тоа што им се случува. Ако овдека се донесе пропис да се објавува на аеродром на албански јазик, тоа е со декрет, тоа е политика и сега ќе краваме копија, секири и мачеви. Не е така работата. Или да одиме со времепловот, ако сакате, за да ви зборувам за Дервиш Хима, за Петре Чауле, за Сефадин Пустина, за Милан Матов, за Андон Шива, кои го кренале Охридското септемвриско востање заедно, 4 рамо до рамо, против тогашниот окупатор. За ви зборувам, иначе Андон Шивак ми е прадедо, на мајка ми дедо. Да ви зборувам за Григор Парличев, кој зборувал и српски, и бугарски, и грчки, и француски, и руски, и албански, и на грчки зел поема Ловоров Вене за неговата поема Сердарот. Во Грција, насред Грција на грчки, тоа го прави помал македонец или помал охриѓанец од другите поети. Или дали сакате да се вратам со времепловот во времето кога во овој парламент се лустрираше починатиот Славко Јаневски. 10 години починат бардот на македонското литературно творештво. Првиот роман на литературен македонски јазик е негов, Селото за 7 јасени. Се лустрираше и се омаловажуваше тој што прв пат издаде и публикува дело на литературен македонски јазик. Или за Блаже Коневски, кој беше омаловажуван како џуџе од Небрегово, тој што го смисли нормативот, што го создаде современиот македонски литературен јазик. Зошто не зборуваме за унапредување на употребата на македонскиот јазик со еден закон кој уште од 1995 година е на снага, кој треба да се менува, па 3 години лектори немаат каде да полагаат. Зошто не зборуваме како во секоја цивилизирана демократија, дека јазикот е средство за разбирање помеѓу луѓето и дека е техничко прашање, а не е на политика и политиканство. Инаку, ќе повторам, овој предлог закон ги има истите причини како што биле во 2008 година, како што биле во 2011 година. Без притисоци, никој никого ниту условува, ниту уценува. Ова е работа на еден политички договор и произлегле еден текст кој ние сега ќе го дискутираме, ќе го дебатираме, ќе го подобриме и како таков во прво читање да се обидеме да укажеме дека постои потреба од негово донесување. Тоа е оваа дебата, првото читање. И на крајот ќе завршам со една мисла од Нелсон Мендела, борецот за човекови права. Ако му зборуваш на човека на јазик што го разбира, тоа што му го кажуваш му оди во главата. Но ако му зборуваш на неговиот јазик, тоа му оди во срцето. А Петре
М. Андреевски и Блаже Коневски, бардовите на македонското литературно творештво, рекле нашиот јазик е нашата вистинска татковина. Ова важи за сите граѓани во Република Македонија. Благодарам. Благодарам.